Политичките притисоци и малите плати ја кочат работата на јавната администрација, тврдат од Конфедерацијата на слободни синдикати. Според нив, личниот доход на повеќето вработени во јавните и државните институции изнесува 18.000 денари и е понижувачки низок. Јавната администрација има повеќе загрозени сектори, повеќе загрозени категории, тоа се државните службеници, јавни службеници, наставниците, професори, култура, предшколска возраст и така натака. Што платите веќе со најавите на следната година за покачувањето на социјалната помош, веќе ќе дојдат на скоро на ниво на социјална помош. Така да има простор да седнеме да разговараме. Еве бараме од владата и денеска официјално во следниот ребаланс на буџетот да седнеме да се договориме околу нашите барања. Освен малите плати, вработените во администрацијата се соочуваат и со силен политички притисок, тврди Ралповски. Политичкиот притисок е тој единствен што е непрофесионален во јавната администрација, доколку јавната администрација има политичка волја да ослободат од тој притисок, верувајте дека во многу кратко време ќе си го покаже и својата способност за работа, па и ефикасноста и стручноста. Поради ова, од Конфедерацијата на слободни синдикати започнаа кампања под мотото "Пристојна плата за пристоен живот", со која бараат повисоки плати во јавната администрација. Конфедерацијата на слободни синдикати има околу 60.000 членови. Оттаму најавија дека освен јавната администрација, ќе се фокусираат и на подобри плати и услови за работа и за вработените во приватниот сектор и земјоделците, но и синдикално организирање на пензионерите.